па кој ќе се приклучи накнадно може исто така да го следи вебинарот. Како што кажав, само еден шер. Имаме денеска интересни информации. Јас да се представам за оние кои не ме познаваат, Зоран Настиски, управител на Zonal Software. Јас ќе дадам само еден краток вовед за што ќе разговараме денеска. Што е храната на една компанија, на еден модерен бизнис, че изборуваме за самите извештаи, меѓутоа малку потемелно. Нема да му земам збор на колегата што постручно, поубаво го има тоа припремено и ќе не запознае подетално. Уште еднаш, слободно пишувате прашања во чет. Ќе добиете снимка исто на крајот вебинарот ќе се снима, ќе можете да го погледнете, да ја погледнете и снимката. И да почнеме со реални содржини. Колега Гоце, повели. Благодарам, Зуки. Ќе го споделам јас кај мене сега екранот. Значи, ја нарековме денеска работилницата прилагодени извештаи за побрзи одлуки. Како до подобра бизнис аналитика или мокте на прилагодените извештаи за раст на бизнисот. Она што на почетокот сакам да го кажам е кратка агенда за што денеска говориме. Зонки се представи веќе себе си, јас сум Гоце Ѓуровски, раководител на сектор маркетинг и продажба во Zonal Software и мојата тема ќе биде денес вечерва зошто извештаите се клучни. Значи јас ќе можам да ги зборувам малце повеќе од теоретски аспект, некои статистики, некои бројки со кои сакам само да ви нафрлам колку се важни и квалитетни, прецизни бизнис аналитики. Ајде модерно кажано. Во вториот дел на оваа денешна работилница или вебинар, господинот Зоран ќе зборува практично како во едно ERP решение, во нашиот Helix, преку наша специјална алатка, Creator Plus, може да се прават прилагодени извештаи кои многу добро може да раскажат приказната на вашиот бизнис. А во третиот дел, колегата Бобан ќе зборува за дополнително уште некои можности, модули, додадени опции, додадена вредност на Helix, каде што може да ви помогнат во вашето тековно работење. Сега ќе започнам во делот на извештаите, неколку реченици од неколку познати бизнисмени, писатели, бизнис консултанти и така натака. Едниот е Питер Дракер, може би некои од вас си го сретнали како писател и бизнес консултант е аустријец, иначе по потекло, и тој рекол, ако не можеш да измериш нешто, не можеш да го менаџираш. Значи, краток пример, ако не знаеме колку производи имаме на залиха, не знаеме што да треба да порачаме, ајде. Веда Бабо, тај е директор на управување со податоци во една IT компанија за консултантство, Raymond James е вика компанијата, таа изјавила, можеш да имаш најсовремени алатки, но ако квалитетот на податоци не е добар, нема да стигнеш никаде. Питер Сондергард, од една консултантска куќа, Гартнер, кажал, информациите се нафтата или горивото, како сакате, на 21 век, а аналитиката, извештаите се моторот кој ја согорува тие информации и ги дава во онаков соодветен формат кој нас како на бизнис ни требаат. И на крајот уште само Мериса Мејер, поранешен CEO на Yahoo, сите знаеме кој е Yahoo, беше едно време многу поех од Google, кога станува збор за собирање податоци, колку порано, толку подобро. Секогаш е најдобриот одговор. Значи сега сме ние во фаза кога треба да почнеме со нашите бизнис анализи, да ги собереме податоците, да ги организираме и да можеме да ги работиме. На почетокот, за да кажам колку се важни и да покажам колку се важни извештаите, ќе нафрлам неколку бројки кои се извадени од разни консултантски куќи во разни проекти и анализи што ги работеле. Значи вика дека 74% од компаниите велат дека навремените податоци, а со тоа и навремените и квалитетни извештаи, се критичи за нивната конкурентност. Ова е од едно истражување на PwC консултантската куќа.
Вика, Мекинзи во одредени истражувања дошло до заклучок дека организациите што користат напредни аналитики, значи напредни бизнис извештаи, донесуваат 5 пати побрзи одлуки. Јасно ни е што значи ако 5 пати побрзо одлучуваме за одредена работа од друг. Ова е многу битно. Ако е број 3, вика недостигот на прецизни податоци ги чини бизнисите во просек 15 до 25% од приходот. Понатака, ќе нафрлам уште неколку статистики. Вика 67% од менаџерите признаваат дека губат време во пребарување податоци наместо анализа. Значи, ако не се податоците обработени, ако немаме конкретен извештај, ние губиме време во тие податоци префрлање во некакви ексели, па средување, па дотерување и така натака, за да добиеме некаква информација за нашиот бизнис. Следнава информација многу е за мене симптоматична и интересна. Од едно истражување на една од тие консултантски куќи вика 60% од извршните директори велат дека носеле одлуки врз основа на интуиција, наместо податоци. Ние секојдневно се среќаваме со фирми каде што директорот ни вика или менаџерот, ама знам јас викат. Значи тоа не е базирано на некакви податоци. 65% од малите и средни предпријатија, какви што кај нас се воглавно кај нас, кои се дата драйвен или кои работат базирано на податоци, викат финансиски ги надминуваат конкурентите. Исто ова е интересно, организациите со квалитетни извештаи забележуваат 20 до 30% зголемена оперативна ефикасност и 15% намалување на трошоците. Јас уште една сакам да напоменам дека овие не се бројки извадени од ракав, туку ова се истражувања кои се спроведени и во европски, и во амерички компании и така, како податоци се релевантни да ги слушнеме и се обидував да истражам податоци кои се однесуваат повеќе на мали и средни компании, какви што во Македонија се воглавно и она што ние го работиме. Компаниите викаат со напредна бизнес интелидженс стратегија имаат 127% поголема веројатност да го надминат конкурентот. И ова што е многу битно на крајов, ако е последно, компаниите што користат real time извештаи, значи извештаи во реално време, кога што можат со еден клик да добијат информација, донесуваат одлуки 2 пати побрзо. Тоа е Deloitte консултантската куќа. Јасно ви е што значи брзи навремени извештаи значи во целата работа. Што тоа значи за една компанија? Она што го кажав, зошто се квалитетни извештаи битни? Бројките кажа, меѓутоа чисто теоретски ајде. Брзината. Ако извештаот доаѓа за неколку секунди, значи ако вие со еден клик, како што Зоки ќе покаже како со еден клик може да се добие кеш флоу во Хеликсот, наместо за неколку часа денови, менеџерите викаат дека реагираат навремено. Пример, големопродажна фирма може веднаш да види кои производители заглавуваат во магазин за да реагира. Точност. Извештаи без грешки значи сигурност. Пример, финансискиот директор знае точно колкави се обврските и ликвидноста за следниот месец. Не треба да нагаѓа. Не треба да... после ќе видите во следниот слайд, кога прв пат ќе има погрешен податок, веќе не се верува на извештаите. И квалитет или релевантност. Имаме ние многу бројки, имаме ние многу податоци. Меѓутоа, нас не требаат извештаи што ни ги даваат оние клучни индикатори, а не шума од бројки. Пример, извадок од извештај кој ни покажува кои клиенти носат најмногу профит, наместо само кој купува најмногу. Имаме подолу последен слайд, кај што баш таков тип на извештај ќе погледнеме и практично. Значи, едно е кој ви купува најмногу, друго е кој ви носи најмногу профит, така? Ама, што се случува кога извештаите не се квалитетни, ги нема, каснат? Губење време. Викат, вработените трошат, ова е на Harvard Business Review истражување едно, вработените викат трошат просечно до 20% од времето на барање и обработка на податоци, наместо да ги имаат, како што реков, со еден клик. Погрешни одлуки, значи неточни или задоцнети извештаи водат до погрешни акции. Погрешни нарачки, погрешни инвестиции, што знам. Ние ако немаме информација конкретна кој магазин или која продавница ни е најпрофитабилна, може би вложуваме или кој производ ни е најпрофитабилен, вложуваме во погрешни производи. Правиме нарачки на
погрешни производи, недоверба. Тоа е многу битен факт. Ако менаџерот еднаш види грешка во извештајот, довербата во системот се губи. И тогаш веќе не знаеме како дали тие извештаи воопшто треба да ги веруваме, да им веруваме. Сега, јас ги поделив тука извештаите во два типа. Првиот дел се некои основни извештаи, кои мислам дека можеби сите ги знаете, меѓутоа се битни за една компанија, за еден бизнис. Едниот е извештај за ликвидност или кеш флоу. Значи како ни се движи, што е тоа? Тоа е приказ на приливи и одливи на готовина. Ова извештај ќе го покаже и после тоа Зоки како ние во Хелис го имаме решено со поврзување со Power BI, со графикони и така натака. Како се добива? Предпоставам дека многу од вас знаат, се собираат фикациите уплати од клиентите и другите приливи, а се одземаат исплатите кон добувачи, плати, кредити и трошоци. Зошто е важен? Ние како компанија може да имаме добивка на хартија, значи ние сме реално во добивка, меѓутоа приливот не ни е случен денес. Има долу еден директен пример, каде што вика фирмата има профит 10.000 евра, но на сметка само 2.000 евра. Нема за пари за плати, дошол први на месецот, или 15 или втори кој како исплаќа плата, меѓутоа нема пари за плати, иако изгледа фирмата профитабилно. И таа е профитабилно, меѓутоа проблем е на платата, да речеме во овој случај. Извеќе за добивка и загуба. Значи тоа е приказ на приходите, расходите и крајниот резултат. Претпоставам дека повеќето компании тоа го имате, го гледате, дали го правите во некакви Excel или така натака. Во еден ERP софтвер тоа треба да се прави на еден клик во секој случај. Приходи и расходи, како се добива, приходите и расходите за одреден период. Зошто е важен? Го покажува реалниот резултат од работењето. Еве еден вика пример, голем промет, да, компанијата прави голем промет, меѓутоа прави огромни трошоци за маркетинг и фирмата е во загуба или со многу мала добивка. И сега тука некој треба да каже да застане, слушайте, добро е, супер, ние правиме 50.000 евра промет, меѓутоа даваме 35.000 евра на маркетинг. Така не може, треба да се застане. Или се троша за плати или за шо и да било. Извеше за побарување и обврски. Колку клиенти должат на фирмата и колку фирмата должи на добувачи. Наплатата ни е многу битна. Не верувам дека некој од вас нема да се сложи дека најбитниот и најпроблематичниот елемент од нашето работење е наплатата. Следењето на наплатените фактури е еден чекор. Меѓутоа, наплатата почнува со изработката на фактурата од старт. Зошто е важен? Помага да се избегнат проблеми со ликвидност и да се планира плаќањата. Викат имаме побарување 30.000 евра, обврски 25.000 евра. Сега тука треба менаџерот или тимот да преговара, да прави наплата за да се стигне до таа разлика, да се намали, зашто ние треба да платиме. Не? Гоце, ја не знам ти дали ме слушаш, ја ли те слушам, да не е до мене проблемот. Гоце? Ја Боби го слушам. Сега се слушаме? Сега. Сега е во ред, сега е во ред. Како што најавив Марфи, нели, законите на Марфи, добро. Ајде една минута. Ќе се вратам, значи, ова извештај за побарување и обврски, значи, тука се гледа што е, колку клиентите должат на фирмата и колку фирмата должи на добувачите. Следење на неплатени фактури, како се добива, се следат неплатените фактури, валутата, кога треба се наплати. Зошто е важен? Помага да се избегнат проблеми со ликвидност и да се планират плаќањата. Пример, викат побарување имаме 30.000 евра, ама обврски имаме 25.000 евра. Че треба да се преговара побрзо да се платат клиентите, да се наплатат клиентите, пардон. Буџетска анализа споредба меѓу планирани и остварени приходи и расходи. Значи, планиран буџет, споредба со реални бројки. Дали фирмата е во линија со планирањето? Ние сме планирале маркетинг буџет од 5.000 евра, а потрошени се 8.000 евра.
се стопира дополнителен трошок. Или се прави репланирање. Многу битна работа, многу фирми и кај нас имаат повеќе магазини, имаат повеќе продавници, а не многу дека ја следат, е извештај по трошковни центри. Чи што е тоа, трошоците се поделени и приходите секако по отделни проекти, одели, локации, магазини, продавници, што и да има фирмата, така. И сега вика како се добива секој трошок и секој приход се врзува за соодветен центар трошковен, а потоа се споредуваат трошоците и приходите. И тука гледаме кој сегмент од фирмата ни е профитабилен, кој најмногу ни јаде ресурси. Тука во Helix тоа го решаваме со тоа што можете сите приходи и трошите да ги врзите со одредена организационна единица. И знаете како одреден магазин и одредена продавница ви е профитабилна. Да, може би фирмата на ниво е профитабилна, ама дукенот што се наоѓа во City Mall не ни е профитабилен. Дали ќе го задржиме ради реклама или нема да го задржиме, тоа е одлука на менеджментот, ама треба да ја има таа информација. Ако ја нема, нема никој што да размислува на таа тема. Сега овие повеќе финансиски извештаи, сега малку се префрлувам на извештаи кои се врзани за компании кои работат повеќе со разни поголеми залихи имаат, поголеми анализи. Предпоставам дека многу од вас сте го слушнале Парето правило, тоа важи и во животот и за одлуки и така натака. Во залихите постои една АБЦ анализа, каде што артиклите се класифицираат според вредност од А највредните до С најслабите, при што се реагираат према количината, цената и се делат по категории. Помага да се знае кои артикли се клучни. Многу често ќе утврдите како пример дека 20% од артиклите носат 80% од вредноста на продажбата. Ако е така, ние тогаш за тие артикли треба секогаш да имаме чиста, 100% точна залиха, треба да имаме секогаш одредена количина на залиха, зависно од нашата како ни е продажба. Тие ти се најважните производи за кои треба да трошиме најмногу време за маркетинг и така натака. Меѓутоа треба да ги знаеме, тие може би 20-30% се едно, меѓутоа треба да ги знаеме производите. Еден многу интересен извештај кој може би изгледа едноставно, ама многу фирми го заборават и него ни повикуваат, него не користате. Бавно подвижни или споро подвижни артикли. На артикли што ретко се движат, ретко се продаваат. Многу едноставно е. Можеме да го измериме зависно од типот на производите. Можеме да кажеме, сакам да видам кои се тие производи што ги имам на залиха, а не се продадени 6 месеци, година, зависно кој тип на бизнис работиме, така. Зошто е важно? Ако знаеме кои се тие производи, преку попусти, преку можеби прогласување на производи кои веќе ќе одат во отписи така натака, ослободуваме магазин, ама и ослободуваме затворен капитал ради осигурување, лажна залиха, ние имаме некоја залиха вредност 5 милиони евра можеби или милион евра, а меѓутоа од нив 10.000 евра или 100.000 евра не ни вредат ништо, не можеме тие производи никогаш повеќе да ги продеме. Поминала залиха, технолошки застарели и така натака. Пример, во една компанија 100 паршија не се продавале, вика, од некој производ не се продавале 12 месеци. Дали ќе правиме попус за рачистување или ќе го решаваме тоа преку некој друг начин, тоа е наша одлука во тој момент како компанија. Меѓутоа во секој случај, ова е интересен извештај и неколку пати кога сум се сретнувал со компании која ќе му спомнам, ама знаеш тоа мораме ние да го имаме. Меѓутоа не е исто да биде 5% и 10% да речеме од производите во тој дел. Сега, следните би биле некои напредни или по-напредни извештаи, има многу, и јас неколку ги одбрав тука во интерес на време ваше и наше, и во интерес на да можеме повеќе практично да видиме преку презентацијата на Зоран и на Бобан што и во Helix тоа се прави и како. Многу често со компании кога разговараме забораваат дека има разлика меѓу профитабилност и промет со одреден клиент. Значи, колку е реално профитабилен секој клиент? Со попусти, доцнења, дополнителни трошоци за него, можеби транспорт плаќаме ние, можеби ние му носиме робота и така натака. Како се добива? Споредба на приходите и сите директни трошоци по клиент.
Зошто е важно? Затоа што не секој голем клиент е навистина добар. Еве еден класичен пример, вика клиент А ни прави промет 50.000 евра, ама работиме со него со маржа од 2%. А додека клиент Б ни прави 30.000 евра промет, меѓутоа работиме со маржа од 20%. Јасна е математика, намерно се избрани такви големи разлики на бројки од 2% до 20%. Можеби не е реално во некоја компанија. Или тоа може да биде кај производи. Некој производот ни е продава многу, меѓутоа со многу мала маржа го работиме. Ова ни дава слика дека ние на клиент Б треба многу повеќе со него да работиме, можеби малку повеќе попуст да му дадеме, затоа што реално тој ни носи можеби по оваа математика 6.000 евра заработувачка, кој ни носи 1.000 евра заработувачка од плика. Бруто маржа истото, значи за производите важи тоа. Производ некој си X проме 10.000 евра со 5% маржа, производ Y 6.000 евра ма со 40% маржа. Повторно треба да имаме ние можност од програмот да добиеме од нашето решение да добиеме ваква бројка многу брзо, многу едноставно. Трошоци по вработен или по тим. Ова повторно со тие трошоци по организациони единици, анализа на трошоци кои ќе ни кажат кој тим ни носи промет повеќе и кој тим ни носи помалку ќар, а повеќе трошоци. Зошто? Да видиме дали се работи недобро менаџирање, дали се работи за нешто друго, меѓутоа ние како менаџер ќе може, како менаџер на компанијата тој извештај мора да може да го добие многу едноставно и многу брзо. Ова е интересен извештај. Период на наплата. Просечен број денови за наплата на фактури. Значи, тоа е некој однос меѓу побарување и просечен дневен промет. Ако оваа бројка расте, има интерес како е овој дел зошто е важен. Ако оваа бројка, ако овој податок, англичаните го викаат days sales outstanding, ако оваа бројка како податок расте, тогаш ние сме уствари банка за клиентот. Ние му даваме кредити, ние го чекаме 20 дена, 30 дена, 50 дена. Ние треба да видиме дали нема да даваме на таква валута, дали ќе даваме некакви попуси за брзо плаќање. Меѓутоа треба да бараме решение. Ако оваа бројка расте, нашиот менаџер или директорот или управителот или кој иде во компанијата треба да биде информиран дека нашиот период на наплата од 30 дена просечни ни расте на 55 дена. Тогаш ние треба да размислуваме како тој податок да намалиме, затоа што тогаш ние стануваме, она што кажа, банка за клиентите, ние ги финансираме нив. Трошоци по канал на продажба. Има фирми, имаат и продавница, имаат и голема продажба, имаат и веб страна. Кој канал нас ни носи најголема добивка? Значи, едно е приходот, едно е добивката. Значи, тоа е анализа на профитабилноста по канали, продавница, реков, онлайн, дистрибутери и така натака. Како се добива? Споредба на приходи и трошоци по секој канал на продажба. Зошто е важен? Открива каде најмногу вреди да се инвестира. Еве еден пример, викат онлайн продажбата е само 20% од приходот, но работиме таму со 35% маржа, а во продавницата работиме можеби со 15% маржа. Или обратно, се едно. Значи, ние треба да инвестираме во продавницата, за да стигнеме до 30-40% од прихода да ни го генерира. Овие се само дел од извештаи, кои јас ги одбрав, ги има уште мал милион. Токму заради тоа ние го направиме Креаторот Плюс, ќе го видите после понатамошната дел од презентацијата од Зоран, каде што вие и сами може да се генерирате извештаи вакви што постојат теоретски што ќе ги најдете или вие сами ќе ги размислувате. Сега, сакам ушеднаш да навестам, да нафрлам кои се придобивките за вашиот бизнис од добри извештаи. Брзи и точни одлуки. Значи, во овој многу турбулентен, дигитален период, брзите и точни одлуки се круцијален момент за фирмата да знае кај се движи. Намали ризици и грешки. Да нема погрешни производи порачано, да нема производи на залиха, она што кажам, незастарени и така натака. Подобра стратегија за раст. Кога ќе имате информации, вие може да планирате развој. Поголема транспарентност и доверба во бројките. Значи, оние луѓе што треба да ги знаат бројките, ги знаат со еден клик, не треба да доаѓаат кај директор, кај менаџер и така натака.
И она што е најважното, подобра конкурентност. Значи, вие на пазарот сте поконкурентни од тој што ги нема тие бројки. Секогаш може да играте со подобра цена, со подобар начин на плаќање, со подобра бесплатна испорака, може би и така натака. Сега, ова беше отприлика мојот воведен дел. Сега ќе го замолам Зоки да покаже како во Helix ние го имаме решено проблемот со извештаите. Повели Зоки. Јас ќе го прекидам мојот шеринг. Само ќе го замолам Зоки да го уклучи микрофонот. Аудиото. Гоце, благодарам за убавото излагање. Јас сега ќе се надоврзам со мој шеринг. Еве, јас го запинам мојот. Да, дали се гледа сега? Да, дека се да, гледа. Да. Сепак една проверка за техниката, знае да откаже често кога не треба. Уште еднаш благодарам за убавото излагање. Добивме доста информации, поучни, корисни, и јас ќе се надоврзам сега на оној практичен дел. Како Helix, уште еднаш како Helix го решава проблемот со извештаите. Кој тој проблем уствари? Значи, сите овие придобивки, важноста, улогата, значењето на сите овие извештаи, го слушнавме, меѓутоа како тоа све би го имплементирале, би го добиле целиот тој бенефит од извештаите преку Helix системот. Ја ќе се сконцентрирам сега на практичноста, едноставноста, значи во користењето и на богатството на сите тие извештаи. Две реченици само ќе кажам, што често го повторувам во некои вакви слични прилики, дека богатството на софтверот е во извештаите, односно све денеска може и да се испрограмира. Значи, онаа компанија која користи софтвер со повеќе извештаи, таа е во голема предност, како што слушнавме, во однос на конкуренцијата, многу подобро работи, многу порентабилно, донесува по позитивни одлуки, по-темелни, има подобра стратегија и така натака. Меѓутоа, ние се обидовме сето ова што го слушнавме досега, да го имплементираме во Helix, меѓутоа со атрибутот неограничени можности. Значи, има софтвер, можеби некој софтвер со 10 извештаи, некој со 100 извештаи, некој со 200 извештаи, се разбира дека подобар е софтверот со повеќе извештаи, меѓутоа сакавме и успеавме да дојдеме до едно решение за неограничен број извештаи по потреба на секој корисник. Еве сега ја имам неколку инстанции, ќе влезам во креаторот, значи проблемот на недостаток на извештаи го решаваме преку модулот Creator Plus. Creator Plus може да го извадиме како копче. Сега практично ќе го испрезентирам тој дел, меѓутоа ајде ќе се вратам и чисто со слайдови како еден вовед во практичната презентација. Значи, овој дел ќе го прескокнам, се представив на почетокот. Што значи креаторот на извештаи? Граница е само вашата креативност. Идејата е, како што реков, креирање на неограничен број извештаи според собствени потреби со најразлични, значи буквално неограничен избор на податоци, услови, сортирања, изглед, дизајн и така натака. Еве како изгледа, јас ќе се обидам малце овој дел да го зумирам. Значи, како изгледа околината, или може да буде овака, како изгледа околината по која се креира, која се работи со Creator Plus модулот. Значи, имаме избор на темплети кои содржат најразлични информации, од залихи, од финансиски податоци, ќе видиме и за cash flow, комбинирани извештаи што реално во основната верзија на Helix-от имаме многу извештаи, меѓутоа не се опфатени и тешко е да се опфатат во подреден дел, затоа и овој модул направен независно. Значи, тука бираме какви темплети, од кој темплет тргнуваме, а секој темплет ни дава неограничен број, можност да креираме неограничен број извештаи. Креирањето е многу едноставно со избор на колони, тоа ќе го покажам и практично. И како што во средина го гледаме извештајот, го добиваме она што сме го одбрале. Сега ќе се префрлам пред да преминам на Cashflow, ќе се префрлам на презентацијата. Значи, креаторот го добиваме или копче, може сами да го закачиме како копче, како кратенка, или од менито фирми. И се работи на следниот начин. Значи, во самиот креатор имаме повеќе нивоа, 2 нивоа и третото ниво се самите темплети.
Значи сега ќе ја покажам буквално едноставноста на користење и креирање на така моќни извештаи. Значи во секое ниво, еве на пример шифрарници. Имаме ниво производи, комитенти услуги. Во производи имаме подниво, основна листа, детална и така натаму, а во секое ниво имаме темплети. Еве, јас би се задржал на пример на извештаи од, еве, може и комбинирани извештаи, на пример материјални малопродажни или добро, тука си и материјали во материјални, еве на пример оваа продажба е интересен темплет. Значи во материјално покрај што имаме извештаи за влезни документи, излезни услуги, набавки, имаме еден извештај што сигурен сум дека на сите ни е добро разбирлив и јасен. Продадени производи, извршени услуги со долу имаме до објаснување со количини, набавници и продажни и даноци. Значи тука имаме повеќе полиња. Во самата околина имаме можност секој извештај да го меморираме како фаворитс, како омилени извештаи, дури и тие омилени да ги групираме, да не би се шетале повторно секогаш да ги бараме извештаите таму каде што сме ги креирале. Еве како изгледа, например, околината за креирање на еден таков извештај. Со избор на темплетот, од десна страна имаме генерира извештај, уреди веќе постоечки извештај или нов извештај. Например, генерирање значи постоечки, само да го изгенерираме директно како резултат, уреди да ги уредиме поставките и да генерираме нов извештај. Например, еве, ќе тргнеме од нов извештај и добиваме околина имам неколку инстанции, еве, сега, значи малку му треба време додека ја распореди меморијата. Значи, овдека е извештај темплет од просечна големина. Сакам да добијам извештај кој ќе има шифра на производ, со едноставно влечење ги бирам колоните, шифра, назив на производот, например, количина, продажен износ, еве нека има набавен износ и маржа. Со тоа сум го креирал веќе извештајот. Со копчето генерира извештај, го добивам како готов. Овој извештај може да има 2, 3, може да има и преку 100 колони. Овдека од лева страна можам да изменам доколку имам некои услови или со уредување да се вратам, например, да искреирам некој услов. Во горниот дел имам и сортирање. Например, нека бидат сортирани по количина. Со влечење на полето количина имаме опаѓачки и растечки редослед со двоен клик можам да го сменам, а како услов ќе додадеме, например, еве, еден обичен, најобичен услов, например, продажниот износ да биде поголем или еднаков од 1000 денари. Го запишувам условот и овде имаме една листа, намерно го креирав овој услов, каде што можам да креирам по собствен избор повеќе end и or групирани и негрупирани услови. Значи, може износот да биде, може некој услов за износот помеѓу некои две вредности, поголемо, помало, еднакво, може да биде датум, например, да припаѓа со предефинирани можности, да припаѓа во одреден квартал, недела, денес, например, и со секој генерирање, он автоматски го зема денешниот ден или оваа недела, или за цела година. Значи, овдека имаме практично една голема моќ на избор на услови под кои би работел извештајот. И сега, ајде да го погледнеме со генерира извештај, еве добиваме веќе извештај за производи кои имаат продажен износ поголем од 1000 денари, мислам дека да, еве. Од лева страна можам тоа да го сменам, да ставам, например, 5000 денари, со Enter, веќе се редуцира извештајот. Сортирањето е нормално по количина, затоа што избрав по количина, одам, се враќам пак на уредување, значи за неколку минути, дури и минути се многу, можам да искреирам буквално било каков извештај. Сега ќе се вратам на една инстанца каде што имам неколку одбрани, значи сите извештаи горе се во табови, можам да изберам исто неограничен број да отворам извештаи, а во табот избор на извештаи се враќам во темплетот. Тука имаме комбинирани, например, извештаи кои се навистина комплицирани да се спојат информациите во тие извештаи, меѓуфинансово, документи, производи, услуги, финансови показатели од финансови книжења и така натаму. Значи, еден погледнавме извештај, ќе отидам во отворени, еве, нов извештај кој исто така е
од просечна малку поголема листа. Еве еден поголем извештај кој веќе имаме, ова е извештај кој покажува документи, влезни документи, значи тука имаме група на артикли, комбинирано, значи документи со производи, комитенти, податоци за комитенти, ако се работи за преносница во кој магазин, продавница, оди, групи на артикли, продажни износи и така натаму. Имаме извештаи со преку 100 колони. Таму каде што е неопходно да имаме една покомплицирана, посложена композиција на податоци, на информации, тогаш тие извештаи ќе ни бидат добре дојдени. Значи, една едноставна околина за филтрирање, за сортирање, дури и за креирање на собствени формули. Значи, една околина каде што можеме да избираме од предефинирани, од оние колони, од оние информации што ги имаме на располагање, со множење, делење, нивно собирање, снимање и на тој начин добиваме буквално колони кои ги задоволуваат нашите потреби. Значи, можеме маржа да поделиме со 100 или продажна минус набавна, по коефициент, да собереме даноци, пренесена обврска. Значи, сите можни формули може да ги креираме како дополнителни колони. И уште една моќ, може извештајот да биде збирен, може да биде и споредбен, и уште една моќ, каде што бираме повеќе минати години. Значи, во моментов се покажа задоволително дека до 5 години е доволно за еден извештај, значи можеме одреден период да го споредиме, например, ако се работи за прв квартал или не знам, трет квартал од 2025 или цела 25 година, да ја споредиме со истиот тој период од 24, 23, 22 со исто така избор на колони, продажниот износ или продадена количина за одредени производи и така. Значи, на некој начин со најразлични комбинации од темплети можеме да искреираме секакви комбинации кои ни се потребни. И Креатор Плюс модулот е подложен, се разбира, и на надградби како прошируваме информации и полиња, го дополнуваме. Исто така и печатење на извештаите може да со дел од печат извештај да си креирате собствени во дизајн режим собствени извештаи по желба. Значи, за еден исти извештај може да креираме различни дизајни, секој со свое лого, распоред, групирање, фонтови, зголемување и така натаму. Исто така постои и можност за експорт и импорт, снимање на извештајот и подоцна импортирање во иста или друга податочна база. Сега, тука би се надоврзал на презентацијата. Еве, ова е тој интерфейс. Сега одиме чекор понатаму. Колегата Гоце спомна и за Cashflow и за Power Business Intelligence. Како креаторот го продолжуваме практично функционално. Секој извештај има можност и за експорт во Excel. Excelот, ако е креиран според потребите на една компанија, може понатаму да се обработува и дообработува по желба и по потреба. Еве, еден таков извештај, ја одбрав неколку што ги имаме во моментот готови, е Cashflow, тек на паричен тек, значи финансиски податок од финансово работење. Ова е Excel, значи од експорт на главна книга, например, добиваме Excel по... Ајде и тука малку ќе го зумирам овој дел. Значи, добиваме податоци за прилив, одлив, финансиски, по квартали, по недели, по месеци и се разбира, ќе го тргнам сега зумот, исто така ги добиваме финансиските податоци во табеларен формат, значи ова се веќе испрограмирани Excel образци, кои би ги добиле како готови, кои се разбира во Excel и во Power BI може да ги добие како, може и сам да ги изработи, или да ги коригира постоечките. Еве, овде ќе имаме една Power BI околина, каде што се гледа приливот од почетна состојба, за периоди финансиски како износ, исто така, и сето тоа представено графички во вид на најразлични графикони, значи од исцртан графикон, од барови, од пити може да се направат и така натаму. Значи, ова е Cashflow, ќе се вратам. Например, еве да се осврнеме на комплетна трговија и услуги. Извештај каде што имаме најразлични видови профит, најразлични видови износи. Еве, пак јас
презентацијата, ќе се вратам на... Еве, тој извештај зумот малку не ме баш. Значи, продадени количини според група на производи, вкупна продажба според вид и на услуги на производи, значи видови на производи, и сето тоа со еден клик добиваме рефреш на самиот преглед. Истиот овој извештај можеме да го добиеме, значи се уште сме во Excel околина, со испрограмиран Excel темплейт, го добиваме како бројки, по групи, по видови, со трговска, економска маржа и така натака. И во Power BI во вид на разни визуализации. Исто така во вид на PT, по групи, која група, кои производи највеќе се продаваат. И општо една визуелна, една исцртана слика на нашето работење, која ни помага и во донесување одлуки и во разбирање на самите резултати. Еве и неколку други извештаи, например извештај за промет, ова е скратен извештај, каде што имаме исто графички приказ како пита, значи од магазини или од продавници, значи ова е едноставен извештај. Што би го рекол ја, блиц извештај, картица на конто, ова е финансов, за одредено конто, контото можеме да го избереме, исто така за период, ни дава страна должи, побарува и салдо на контото. Корисно е, например, 120, 220, колку имаме фактурирано, колку имаме наплатено и како ли се движи салдото. Еве еден извештај од плата, овдека имам и еден, пак ќе зумнам, значи исплатена нето плата и вкупно бруто, односно плата со придонеси и еден лайн показател со линија, и истото тоа исто може да се добие и на мобилен телефон. Значи, на Power BI доволен ви е само еден десен клик и рефреш на извештајот. Еве, овде исто така, од Excel како изгледа платата со исплатена нето и придонеси. Значи, ова е пример како да изградиме, да креираме извештаи најразлични по наша желба и тоа визуелно да го представиме како едно продолжение на модулот Creator Plus. Во Creatorот ќе спомнам само уште еден факт, еден момент, дека може исто така во целосната верзија на Creatorот да се групираат корисниците по два типа на привилегии. Оние кои можат, смеат да ги користат, затоа што извештаите често користат и сензитивни информации за плата, финансови показатели, остварување и така натака. Значи, оние кои можат да ги користат, да ги генерираат, да ги спраќаат, експортираат и така натаму, и посебно ниво на привилегии за оние кои можат да ги менаџираат и доделуваат привилегии. Значи, привилегии за користење и привилегии за креирање, односно модифицирање на извештаите. Значи, уште едно ниво на сигурност од страна на една компанија за една максимална доверба во самиот систем. Creator Plus е само еден дел, само еден модул од Helix системот, кој е интегриран и работи позадински потполно автоматизирано. Што значи таа композиција во еден интегриран систем? Јас ли препуштам да ни објасни колегата Боби. Боби, повели. Да. Боби, Да. Боби, кратко ќе те прекинам, додека го споделиш ти шерот од кај тебе. Добро. Уште еднаш да ги повикам сите присутни да слободно поставуваат прашања во чат. Значи, на крајот, сите овие прашања што се постави, прашања, размислувања, идеи, слободно, значи, споделете со нас, ќе се обидиме, она што знаеме да го одговориме тројцата сега, веднаш, она што не може да се одговори сега, ќе се одговори или директно на луѓето, или ќе имате некаков текст за таа тема или како и да било. И уште една работа што сакам да ја потенцирам. Вие во поканата за овој вебинар спомнаме ние дека ќе ви следуваат одредени бонуси во смисла на попуст на Helix, следува со консултанти наши и некакви модули попуст. На крајот на вебинарот ќе биде споделена една форма во чатот, каде што вие треба да пополните остави податоци, ваш мейл, телефон, име, фирма, не е обавезно, каде што нашите колеги од маркетинг и продажба ќе ве комуницираат и ќе разговараат за вашите потреби, барања и така натака. Боби, извини уште еднаш што те прекинав. Нема проблем. Повели Боби со твојот дел на презентацијата.
Благодарам прво, дали се слушаме? Да, можете. Добро, благодарам и на Зоки, благодарам и на Гоце. Како што кажавме, ја би сакал да се надоврзам на цела оваа приказна, која што ја почнавме. Значи, композицијата продолжува на можностите и модулите кои го нуди Helix како едно централно решение или ERP систем. Во кратко, не би навлегувал многу, чисто да ве запознавам, значи, со можностите кои што ги нуди нашиот систем. Значи, интеграција на e-трговија со ERP систем. Интеграцијата на системот за e-трговија со ERP системот од Helix носи значени придобивки за ефикасно автоматизирано управување со бизнисот и, како што може да видите на самиот слайд, има подобри искуства на клиентите, намалување на оперативните трошоци, поголема контрола и увид, поквалитетна испорака, зголемена доверба и квалитет. Значи, Zonel нуди специализирана и безпрекорна интеграција помеѓу Helix ERP и различните платформи за e-трговија, со што се овозможува максимална функционалност и контрола за онлайн продажбата. Ако се бара практична имплементација, Zonel може да помогне во изборот на најсоодветното ERP решение и интеграција со платформата за e-трговија во согласност со барањата и специфичните потреби на бизнисот. Понатака, дигитализацијата на деловните процеси продолжува со Zonel Scan, кое што, ајде да кажам, може со сопствени зборови едно револуционерно решение кое што нуди оптичко препознавање на фактури или било кој документ, значи од хартија или PDF, кој возможува автоматско копирање на податоците во влезен документ во Helix системот. Со ова решение, значи, значително се скратува времето и трудот за рачно внесување на големи количини на приемни документи, набавки, фактури со минимални грешки. Значи, тука се работи и за денарски, и за девизни документи, така да скенирањето или вчитувањето на документите, PDF документите, оди со автоматско препознавање. Потоа скенираните документи во Helix ERP системот директно имаат импакт врз обработката на финансиските пресметки, лагери, материјални картици и комерцијални извештаи. Самата интеграција на овој модул, значи Zonel Scan, го штеди времето и ресурсите на корисникот и го минимизира можноста за човечки грешки. Главни карактеристики: скенирање или вчитување PDF документи со препознавање, со автоматско препознавање на податоците, креирање нови документи и директно нивно ажурирање, книжење доколку е поставена автоматика на тие документи. Потоа, исто многу битна алатка, што би ја спомнал тука во оваа моја презентација, е дигиталниот потпис на фактури. Со самиот дигитален потпис на фактурите, да кажам, е иновативна функционалност која возможува брзо, ефикасно и безбедно потпишување на фактурите по електронски пат. Со ова се елиминира потребата од рачно потпишување, печатење, физичко испраќање на документи, со што значително се намалуваат трошоците и се забрзуваат деловните процеси. Клучните придобивки од дигиталниот потпис во Helix се максимална ефикасност и брзина при обработка на фактури, врна безбедност при употреба на криптографските методи за гарантирање на автентичност и интегритет, па што е исто така многу битно, правна валидност согласно законодавството на Македонија, што овозможува легално обврзувачки документи. Имаме тука неограничен број на дигитално потпишани фактури без дополнителни трошоци за софтвер. Исто така, многу интересно, прилагодување на нашиот систем е модулот за креирање кориснички документи. Значи, покрај веќе предефинираните документи, тука можеме слободно да креираме кориснички документи за најразлични евидентни архивски потреби. Неограничените можности за прилагодување на документите за пресметковни цели, интуитивен интерфейс за лесно дизајнирање на структура на документите, без разлика за каков тип на документ се работи, материјален, финансов, информативен или било каков, и опцијата за поврзување на документите со останатите модули во системот. Како што може да видите, придобивките се максимална флексибилност за креирање на документи,
подобрена организација со креирање архивски документи со што се олеснува следењето и складирањето на информациите, можност за автоматизација на пресметковените процеси преку прилагодени документи се во зависност од потребите на самиот корисник на нашиот систем. Едноставна предност која обезбедува конкурентска разлика со што компаниите добиваат целосно персонализирано решение. Во прилог ќе погледаме, значи, како пример земавме една транспортен документ за збирен транспорт, каде што еве како би изгледало тоа, значи како се креира се во зависност од потребата, значи на клиентот, значи по клиентско барање, со тоа што самиот клиент, корисник на Helix, ги креира документи во зависност од неговата потреба. Тоа е на кратко, значи може и колегата Гоце и колегата Зоки, како што кажа, да поставите прашање или да пишете во чет, се ќе биде објаснето накнадно. Уште една битна и интересна дополнителна алатка е Helix Mobile. Значи, сите сме слушнале за амбулантна теренска продажба и така натака, ние нарековме теренска продажба без граници, каде што може да се работи на, да кажам, мобилен уред, значи мобилен телефон, таблет или било што, значи каде што се работи материјално, малопродажба, финанси и шифрарници. Значи, се прави материјален прием, се прави материјален влез, приемот, значи, претходно, доколку самиот клиент сака да има некој тип на верификација, значи, се складира во централен магазин, се продава, се креираат нарачки, се следи лагерот и, што е многу интересно и практично за поголемите компании, кои што имаат, да кажам, поголем број на магазини, поголем број на производи, креирање на попис, со што е многу леснето, каде што мобилноста е приоритет. Значи, може да се креира попис преку рачен уред, преку мобилен телефон или уреди што може да ги препорачаме ние или што ги користи самиот корисник. Понатака, интересна алатка во денешно време, нели, во време на дигитализација, каде што сите се брзаме и сакаме да добиеме точна, на време, на брза услуга, го креиравме исто Helix Mobile ресторан, каде што е поделено на две нивоа, каде што е прво, ајде да кажам, народски келнерски оддел, каде што самиот персонал во рестораните и локалите каде што излегуваме сите, значи, може да ги креираат нарачките од мобилен уред. Исто така, многу битна придобивка е со тоа што имаме поделено е втората поделба на гостинска апликација, каде што самиот гостин си ја креира нарачката, значи го скенира QR кодот на самата маса каде што седи, претходно се предефинирани артиклите, групите артикли, каде што самиот гостин си ја креира нарачката, како што може да видите тука, ја следи, значи, сумата, која што, нели, е во нарачката. Исто така, многу битна работа, може да ги креира, да ги дополнува и фиксните и вариабилните атрибути. Значи, може да нарача, да кажам, Кока-кола со 2 коцки мраз, кратко, долго макијато, во мала, во голема шолја и така натака. Значи, да не идеме понатака со можност за избор на самиот гостин, значи, што може се да си нарача, се следи, нели, порачката, колку износот и се скратува многу времето, се скратува нервозата и се зголемува квалитетот на услуга кај рестораните и локалите што го користат Helix Mobile за ресторан. Јас не би ве држал многу, ви благодарам за вниманието. Во интерес на времето, убаво е да поставите некое прашање што еве од оваа презентација би ви интересирало. И тоа е тоа. Благодарам, Боби. Да. Благодарам, Боби, исто, да. Го повикувам Зоки сега малку да каже за она што го спомнав јас и што го напиша веќе малку во чатот, за оние бонуси кои ги предвидовме за учесниците на овој вебинар, а кои не се наши корисници на Helix. А јас ќе кажам после тоа па технички како ќе можете тоа да го искористите.
Благодарам, Гоце, благодарам Боби. Уште еднаш ја ќе спомнам, значи најчесто вебинарите ни се со некои ексклузивни информации, новини, нови производи, нови модули, еве како што Боби го спомна делот од ресторанско работење, ние имаме поодамна, сега е веќе ревидирана апликација за нарачка од страна на келнерите, меѓутоа новина ни е гостинска апликација, гостите да може не само да прегледаат мени, туку и да порачаат производи. Исто така, еве, заборавив претходно, пропуштив, меѓутоа ќе се дополнам сега, новина ни е кога веќе сме кај креаторот на извештаи и веб верзија, значи онлайн верзија, каде што преку браузер може секој да ги погледне сите креирани веќе извештаи во Креатор Плюс моделот преку мобилен телефон, таблет, лаптоп, од било каде, од било кое место на светот. Исто така, обично делиме некои попусти, награди, бонуси и така натака. Сега, дали све ќе опфатам, неколку работи имаме и Боби го спомна делот, модулот за креирање на дигитален подпис на фактура. Со секоја продажба, секој што ќе го купи Хеликсот го добива гратис, значи бесплатно користењето на овој модул согласно во склоп на одржувањето на Хеликс од наша страна. Така да, за модулот мислам дека има многу големи бенефити, се штеди хартија, се штеди време, се забрзува наплатата, нема веќе изговори, не е стигната по пошта, пратете ми уште еднаш, па се пролонгира плаќањето и така натака. Секоја, значи, експорт на секоја фактура е дигитално подпишана со мейлинг систем, што исто така следува во Helix системот, се праќа автоматски на секоја мейл адреса која е претходно внесена за секој комитент. Значи, овој модул доаѓа гратис, редовниот попуст исто така следува и колега Гоце, подсетиме уште нешто имаше мислам. Значи имаме бесплатна бизнис анализа на вашиот бизнис од консултанти од Zonal Software и имаме дополнителен попуст на Helix. Да, Helix, попустот на Helix и консултантската услуга е малку, значи, една проширена услуга од наша страна од аспект на тоа да не биде имплементацијата само класична обука, што е доволно и што претежно и кај други софтвери нели е застапена, меѓутоа сакаме да навлеземе и да помогнеме во имплементацијата на софтверот од бизнис аспект на вашата компанија. Значи, детекција, анализа, анкета и на самите процеси, за да бидеме сигурни кои проблеми треба и ќе ги решиме со софтверот. Затоа што софтверот не е само еден дигитрон, туку е духот и храната на една компанија за да може таа да функционира и бизнисот да биде успешен и што поуспешен. И во тој дел добиваме постојано фидбек за подобрување, за експанзија на бизнисите, кај сметководствени бироа с големен број на клиенти, на компании на кои водат книговодство, олесната работа со истиот број на луѓе се разбира, па и до проширување на тимот и уште поголемо проширување на фирмите и така натака. Тоа се во главном бонуси кои би ги добиле. Благодарам за ти. И сега го се повели. Јас така веќе има, уште еднаш ќе ги повикам, значи, учеснициве да поставуваат прашања во чат, веќе има неколку прашања. Јас ќе ги обитам да ги насочам прашањата спрема соодветниот говорник, меѓутоа слободно и Боби, јас и Зуки ќе се уклучуваме и ќе одговараме ако треба. Интересни прашања. Прво прашање од некој именјак има мој. Гоце, дали вика овие извештаи може да се имплементираат како дашборд директно во Zonal? Мисли на овие извештаи што Зоки ги презентираше во Креаторот Плюс. Значи ти Зоки спомна нешто за веб извештаи и така натака. Да, вебот е една можност. Сега ја во скратена форма ќе се обидам да ги одговорам прашањата. Дашборд во моментов е во изработка. Во консултации, така и го градиме софтверот во консултација со наши корисници да биде решение практично за она што е најнеопходно, значи заедно го градиме, не само од наша страна. Дашбордот се работи, не можам да кажам дека е во завршна фаза, значи е во развој, меѓутоа извештаите ги имаме интегрирано на оние места каде што се најпотребни. Например, во калкулација извештаи за промет, за одредени производи, на ниво на производ кога се внесува, имаме еден тулс од десна страна каде што директно извештаите може да се повикаат
од креаторот, не само извештаите, туку целата околина со лоцирање на тој извештај. Значи го повикуваат извештајот, само генерира и го добиват извештајот. Значи многу едноставна и скратена форма. А на дашбордот се работи и тој ќе го презентираме кога ќе биде готов. Меѓутоа практичноста е максимална од сите страни. Благодарам, Зохи. Сега и следно прашање, извини, ама за тебе насочено. Да, повторно за креаторот се однесува, значи ова е интересно прашање, мислам дека ние многу детално и до стварно тај ситен детал го имаме разработено, колку нивоа на пристап или привилегии, тоа може да можеш да го покажеш и директно во Хеликсот, постојат или може да се доделат во креаторот плюс. Ова е иначе прашање од Александра Спасов. Да, вака, како што спомнав, нивото на привилегии се 3 нивоа. Прво, администраторот на системот доделува привилегии, менаџерски привилегии и кориснички привилегии. Значи, менаџер на проект, значи на одредена област, дали за комерцијално, дали за финансово, и менаџерот понатаму доделува привилегии за креирање и за користење на извештаите. Тоа е третото ниво. Значи, менаџерот е второ ниво, третото е ниво, може и 4 да кажеме, ниво за креирање и ниво за користење на извештаите. Секој извештај може буквално да се додели, да се отклучи или заклучи како можност за било кој корисник на системот. Значи, една неограничена можност, за жал, мене пристапот ми беше повеќе од практичен аспект да покажам како се користат извештаите. Ова е друг леер што малце ќе ми треба неколку минути може да го припремам и затоа да не одземаме време, меѓутоа буквално со штиклираме комбинација корисник со модул, со извештај, со област, прво ниво, значи поголема област во модулот, како што е материјално, финансово, и после со еден inheritance, со наследство, тоа важи и за сите наследени извештаи во таа структура. А може и секој извештај, секој темплет поединечно, независно да биде доделен или на некој за креирање на извештај, меѓутоа нема да има потреба, нема да има право на користење, или само користење, или двете. Значи, сите можности се уклучени. Така да доверливоста е многу едноставно. Дефинираме кој може да креира извештаи во плата, ама и кој може да ги гледа, така? Така, да. Значи, некој книговодител или оператор или што и да е, може да генерира извештаи за плата, платни листи и така натака. Меѓутоа не може да влијае на извештајот, да генерира повеќе информации од тоа што му е дозволено. Тој што ги креира, тој е можда раководител на финанси или на било кој сектор, и тој дозволува, креира извештаи, дозволува некој понатаму да ги користи. Значи, тие се одделени, може еден да ги има и двете привилегии, и да креира и да користи извештаи. Уште едно прашање од Александра Спасов, ќе се обидам јас да го одговорам. Дали од Хеликс може да се контролираат податоците на продавницата, цени и количини? Значи, врската со продавницата, со продавницата е двонасочна. Тоа што значи? Значи, секоја промена на офлайн продажба, на производ, нов производ, отворање и така натака, вие не го отворате на две места производот, вие го отворате во Хеликс и тој производ со еден клик од Хеликс се качува на продавницата. Од друга страна, секоја продажба, секој настан што се случува па на продавницата, автоматски на соодветно место во Хеликс, дали во магазин, дали во продавница, како е договорено, тоа се прашање на сетирање, се префрлува во Хеликс и ви имате спремен документ за да подготвите фактура, да го спакувате на рачанот, да го испорачате и така натака. Значи, цените, количините, цело време во живо се пренесуваат од Хеликс, од соодветниот магазин, продавница. Имаме ние случаи каде што фирма кажува јас сакам само од таа продавница или само од тој магазин за ликата да ми се качува. Некој вика јас сакам од сите продавници, независно што имам продавница од Струмица, вика јас ќе си го повлечам производот од Струмица, ќе си го донесам во Скопје и ќе го испорачам. Тука многу сме флексибилни, спремни сме да тоа организираме соодветно на барањата на корисникот. Тука има едно прашање од Мерита Зиба. Ако може еден пример од скенирањето, меѓутоа јас место пример ќе пратам едно видео за извини. Па јас ја припремив веќе видеото, го имам на презентација, го прочитав прашањето и кој ми сега во линкот, ќе му го пратам сега, значи технички. Значи може и да го покажам, да. Ако сакаш Изо, ќе можеш да го покажеш. Многу е кратко, слободно. Да. Ајде го шерувам. Мислам дека само дали се гледа. Се гледа сега. Така, супер. Значи, малку е растурив, ова е постара презентација, имаме специјално вебинар за овој модул. Значи, основната форма е или отвараме скениран PDF документ или испратен од некој добавувач, или го скенираме во моментот документот во вид на слика или во вид на PDF. Значи, двата формати се поддржани.
Јас ти пуштам видео кратко како изгледа овој модул и со едно мало објаснување, само дали ќе успее, се надевам. Еве, кликаме, го бираме документот, веќе скениран и тука, еве, јас ќе паузирам, тука веќе имаме, ајде се вратам малку, тука веќе програмот ги препознава претходно дефинирани региони. Значи, за тој добавувач, иначе поддржуваме малопродажни приемници, влезни во магазин, денарски и влезни увозни. Веќе за тој добавувач има региони, програмот ги препознава, кои се цени и назив на производ, со помош на вештачка интелигенција ги препознава, ги споредува со најсличните од шифраникот на производи и, еве, ќе го продолжам сега. И скенирањето е многу брзо. Веќе производите се препознаени. Тука имаме можност да коригираме доколку е нешто различно и системот веднаш ги учи. Со еден клик креираме калкулација. Таа калкулација веќе е искнижена во финансово работење. Еве, ова е едно многу кратко како оди постапката. Многу едноставно, имаме доста позитивен фидбек од корисници кои, сега да не кажам, еве, нема да спомнам од кого, меѓутоа имаме фидбек дека комитетите книгодствени бироа, например, враќаат договори со намера да ги раскинат од преголем обем на работа, од маркети, некои малопродажни објекти и така натаму. Со овој модул веќе работата е многу поедноставена. Во малопродажба поготово имате можност за скенирање на документи со шифри, доколку имате шифраник, меѓутоа и без шифраник. Значи, буквално скенирање со OCR технологија се скенираат називите и добивате еден приемен лист, искнижен документ во финансово со неколку клика. Мислам дека успеа видеото. Јас сакам мислам дека имавме уште едно прашање слично. Сега ќе прочитам, меѓутоа пред тоа сакав да кажам мислам дека беше, да не го згрешам името, Мерита. Со Мерита мислам дека имаме комуникација, таа е веќе заинтересирана за програмот, се работи, мислам дека за сметководствено биро, сега да не отворам тајни. Така, да. Гоце, извини, ќе те прекинам, да должам информација, должам, значи, телефонско јавување со Добро, како Мерита, е да било. така да, тоа е тоа, да. Сега има уште едно прашање, мислам дека се работи за Хавел Фейзула, мислам дека е наш корисник, може би грешам. Викаат здраво, со модулот Зунел скан кај увозни фактури влезни, дали има опција за автоматски превод на артиклите? Јас мислам дека ние со помош на шифра можеме да работиме и да ги препознава шифрите на добавувачот, па да ја препознае кој производ кај нас е, така? Може, да, меѓутоа може и да сега. Ова е добра идеја да се скенира, да се препознава називот на странски јазик, дали англиски или кој да е, да го пребара англискиот, затоа што во шифраник на производи имаме и можност за странски назив, и да го извлече оној што е регуларно внесен. Меѓутоа, може да и законска обврска и да остане англискиот, меѓутоа тоа важи за фактури. Значи, може да се направи конверзија од странскиот, а да биде извлечен и пополнет, внесен во документот, да биде оној регуларниот, македонскиот, например, на кој е македонски. Ирена Чаповска, дали изведувањето на фактури и доставата, збориме веројатно на дигиталниот подпис мисли, понатаму ќе користат кога ќе дојде моментот за изведување на фактура во УЕП? Интересно прашање, да. Повели други ти беше на некои состаноци со УЕП и така натака? Повели. Да, во моментот се уште се во тек преговорите, веќе ви дадам едно кратко инфо до каде е развојот на проектот за фактура. Последна средба имавме можеби пред 3-4 недели или месец дена така со управа. Се уште УЕП е во процес на собирање на информации, предлози, една дискусија со софтверските фирми и со оние корисници кои ќе бидат во иднина. Прво се работи, една информација дека се работи за решение кое ќе биде достапно и ќе важи за бизнис секторот и за државните институции, јавни предпријатија, а втора фаза за граѓаните, за општо за населението. Например, беше поставено прашање од СМ што ќе се случува со 950.000 фактури генерираме месечно и така натаму. Значи, интересни прашања. Ќе има оптимизации и така натаму. Значи, фактурата сега за сега, она што го имаме, односно не е фактурата, она што е фактура со дигитален подпис, е законски призната, значи коректна од законски аспект, меѓутоа фактурата е нешто сосема друго. Фактурата ќе оди на неколку начини ќе може да се доставува. Значи, преку портал на УЈП,
преку некоја мобилна апликација или веб апликација од страна на УЈП и преку софтверските решенија кои ги користат фирмите. Ние се наоѓаме во оној дел кој ќе овозможи најпрактично предавање, после секое фактурирање, фактурата ќе биде автоматски доставена во УЈП. Меѓутоа, до крај на оваа година се планира решението. До крај на трети месец 26 се планира да се пушти за тестирање и негде од трети месец почнува одреден избор на пилот фирми, а од 6 месец 26 се планира да се пушти да се имплементира во задолжителна редовна процедура. Меѓутоа, ова се начелни термини, ќе видиме колку ќе се оствари сето тоа. Меѓутоа, проектот е со сериозен пристап од управа од УЈП, собрани се искуства од повеќе и соседни и европски држави, и мислам дека ќе има еден момент и дигитална фискална сметка, например за онлайн плаќања, секој да добие фискална сметка на него хартиена форма и така натака. Така да тоа ќе биде дополнително, не е поврзано со фактурите со дигитален подпис, меѓутоа тоа ќе биде исто така од наша страна овозможено и мислам дека нема да биде технички нешто комплицирано да се изведе, меѓутоа ни треба технички детали од управа, од системот што ќе биде развиен од нивна страна, па ние да се адаптираме и да се имплементира тоа во Helix. Дали скинот на фактурата доаѓа со Creator Plus се работи за различни модули. Намерно ние тие модули ги делиме различно за да не ги оптовруваме корисниците со финансиски трошоци непотребно за нешто што можеби не им треба. Можеби некој му треба Creator Plus, не му треба скерирање и обратно. Така да оние што се веќе корисници на Helix, затоа што тука има мешана група на присутни на вебинарот, имаме и корисници наши и некорисници, слободно може да се информираат или нека ги има нашите броеви. Јас ќе се вратам, ќе го шерувам уште еднаш слайдот кај што ги имаме броевите од сиве говорници денес. Само момент. Додека шируваш, Гоце, ја имам забележам уште едно прашање од Века на Континг. Продажните цени од каде ги влече од производите или значи таму каде што се води материјал, малопродажбата со шифраник на производи. Helixот точно знае во моментот колку имаме и количина и која е последна продажна цена по закон, од последен документ. Значи точно се предлага продажната цена која е соодветна. Меѓутоа, таму каде што, пошто Helixот овозможува и таква опција, доколку немаме шифраник, немаме еден вид, да го наречам, материјална евиденција, тогаш ги предлага цените од шифравник. Меѓутоа, со можност директно на онаа табела, како Excel табела на препознати производи, може директно тука да ги пополните и понатаму тие влегуваат како продажни цени со сите калкулативни математики и во финансовите книжења до крај. Така да двете опции се офатени и опцијата е максимално економична и оптимизирана. Благодарам, Зуки. Мислам дека прилика ги извлековме прашањата. Еве има уште едно прашање од Фекен повторно, кај некои фирми кои не ни достават продажни цени, дали може да направи некој поле процентуално се додават продажни цени или маржа? Да, постои такво поле, наменска доработка и меѓутоа кој сака може да активираме со задавање на маржата или со внесување на продажните цени. Ние се соочивме и со, например, скенираме документ во кој продажните цени се со пенкало напишани. Значи има и такви ситуации. Тие ќе треба да се внесат од страна на тој што го скенира документот, операторот да ги внесе во дигитална форма. Значи како бројки. Тие не може да ги препознае системот. Меѓутоа може во проценти, како маржа, а продажните цени веќе спомнав дека може да ги извлече од шифраник. А може да се внесат директно во самата табела. Додека чекаме уште некое прашање, јас уште еднаш сакам да ве повикам, ги гледате телефоните и мојот, и на Зоран, и на Бобан, мислам дека се гледаат, слободно, дали сте наши корисници или се заинтересирани на купување на Helixот, слободно контактирајте не за соодветните модули. Еве, да речеме, Фейкен, гледам, се интересира повеќе околу скенирање. Фейкен е веќе наш корисник. Имаме пред тоа фирми кои не се наши корисници, кои се заинтересирани ево за скенирањето или за некој друг модул. Ние стоиме на располагање дали преку Zoom, дали преку директен состанок. Секој од тие модули многу подетално да го објасниме. Имаме и вебинари постојачки што се организирани, што имаме веќе снимено како што го снимаме овој вебинар.
ги снимаме и другите вебинари, можеме да ви пратиме да го изгледате, така да стоиме на разполагање и аз сега уште еднаш ќе ја споделам, не знам дали ја видовте формата, тие што не ја видоа, овде ќе го кликнам како само да Може ја уште еднаш слободно. само да го стопирам шерот, само да ја кликнам формата. Уште еднаш ќе ја гледам дека десетина луѓе веќе ја пополниле. Еве го линкот. Значи ова е линкот за сега што ќе ви го пратам на чатот. Формата каде што може да ја пополните. Ни требаат минимални податоци, вашиот мејл, вашиот телефон и вашето име и фирма, фирма не е ни обовезно, каде што ќе имаме информации за да ве бара соодветен човек, да се договориме за состанок ли има потреба, Zoom ли има потреба или едноставно на телефон ќе решиме некое прашање, стоиме на располагање. Тука пошто имаме мешана група, јас сакам да најавам дека и понатаму планираме разни вебинари и за постојните корисници, и за новите корисници, а и во мешана форма како овој што беше, значи пробаме да зборуваме на начин кај што ќе допреме и до постојните корисници и до нови заинтересирани. Уште еднаш ме повикам, ако нема други прашања, може би му дал збор на Зоран за еден завршен коментар околу вебинарот и може би за некои на тамошни планови на Зоран, само да уклучите микрофонот. Дали ме слушате? Да, сега те слушаме, да. Супер. Значи, еве вака, додека чекам уште некои прашања доколку има, јас ќе спомнам правци во кои се движиме. Има повеќе, меѓутоа би издвоил еве уште еднаш вештачката интелигенција како веќе имплементиран производ кој нема да има крај до кога го дотеруваме и го доградуваме, значи има и понатаму развој, меѓутоа тука имаме веќе направено сегментирање и оценка на производи, на залихи, на купувачи и комитенти кои се во подем, меѓутоа со помош на вештачка интелигенција, кои се во подем, кои се порентабилни, кои подобро работат, послабо, значи не се секогаш извештаите баш показател топ листа, меѓутоа вештачката интелигенција дава уште едно повисоко ниво, не би го сврстал во извештај, туку во еден вид разбирање на работењето и се обидуваме, се трудиме, почнуваме со развој на исто така некои перформанси во Helixот, во ERP системот од аспект на разбирање на податоците. Значи веќе некое готово толкување во смисол на некои сигнали, дали од самите податоци, вештачката интелигенција да предложи, да посочи на некои сигнали во работењето, некои состојби, добри показатели или слаби показатели на работењето и така натаму. Значи во тој правец се движиме во правец на разбирање, толкување, предлози од самиот систем, зависно од работењето. И ќе има тука, можам да најавам интересни модули. Технологијата денеска се развива многу брзо и мораме да ја следиме. Да не го промашиме уште едно прашање, имате Ирена Чаповска, дали со скен фактурата автоматски се доделува валута рочност на фактурата, значи ние тоа поле го дефинираме нели како е, од кај го чита, од кое место е чита валута? Да, постои поле на самиот образец, се скенира и се чита валутата од самата фактура, исто како датумот, бројот на фактурата и другите податоци за производи. И тоа е метнато. Добро, тоа се во опцијата за преземање изводи автоматско книжење. Дали има улога шифрата на плаќање од изводот? Да, тоа е клучен податок. Ова е посебна особина, посебна можност во Helixот, тоа е импорт на изводи во дигитална форма. Секоја банка доставува извод. Ние го читаме изводот и книжењето е потполно автоматизирано во рамки на отворениот финансов налог. Шифрата се дефинира која шифра на кое конто оди и тоа може да варира од банка до банка. Така да ова го имавме веќе на една работилница, можеме да го организираме, добра идеја да повториме таа работилница, па следете не кога ќе објавиме некој термин, можеме да го презентираме, меѓутоа може и да го презентираме наменски за фејка на контент, например, да го покажеме како тоа функционира во една лична презентација директна со компанијата. Многу лесно е изводот, многу убава корисна опција.
Дали ќе имаме уште прашања? Нема на што. Благодарност од Јас Фејкен. благодарам ви благодарам на сите за многу корисните и интересни прашања кои даваат една интеракција на целиот вебинар, на целата денешна средба. Мислам, Зуки, ако немаме прашање, можеме полека да завршуваме. Јас од мое име сакам да ви се благодарам на сите учесници. Се надевам дека за брзо време ќе ве изненадиме со некој друг вебинар, со некоја друга интересна тема. Се убедуваме да најдеме теми со кои ќе го задржиме вашето внимание и интерес и на постојните корисници кога разговараме и за ново заинтересираните. Она што сакаме да го направиме поразлично во Zonal Software е делот на едукација, на подигнување на знаењето на нашите комитенти, затоа што мислиме дека е клучен елемент во овој момент на брз развој на дигитална трансформација, да им помогнеме на компаниите да заеднички растеме, да заеднички направиме чекор напред, затоа што мислам дека Зуки подобро ќе го каже тоа од мене, ние компаниите ги гледаме како наши партнери, а не наши корисници. Толку од мене, Зуки, повели на крајот за после збор. Кажано, да, не би можел побаво да го кажам, се сложувам во потполност. Заедно градиме еден систем, заедно ги градиме бизнисите, заедно напредуваме и очекувајте не со нови вебинари, ќе има интересни информации. Малку чекавме да поминат одморите, али сега веќе се враќаме во полна форма, така да ќе има интересни информации и работилници и вебинари. Ви благодарам на сите и во името на целата екипа од Zonal Software за денешното присуство, интерактивноста, прашањата и се гледаме, ви посакувам убаво попладне и се гледаме во некоја следна прилика. Пред побито да кажете збор, само јас сакам уште да не заборавам, сите ќе добиете околу 20 часот уште едно мејлче кај што ќе ве замолиме да пополните ваша оценка на вебинарот. Значи ќе ви стигне мејлот, едноставно се бира број на звезди, дали сте задоволни, малку задоволни и така натака, сакаме да го добиеме вашето мислење. Толку од Вашиот мене. фидбек ни е насока за воиднина. Слободно пополнете, да. Ви благодарам од напред. Пополнувањето. Да, благодариме на сите присутни, значи благодариме за одвоеното време и се надевам дека ќе се дружиме повторно за брзо. Поздрав до сите, да. Благодарам, пријатно. Пријатно лекар.